Една мудра мисла вели вака: не кажувај ми колку си учел, туку колку си патувал. Да патуваш значи да живееш, а секој километар ја брка убавината на неизвестната иднина. Она што е известно е дека на патот секогаш има пријатели. Понекогаш тие може да бидат и мали, но значајни задоволства, ако се на вистинското место и во вистинското време. Патот има станици кои не се случајни, исто како што и во животот ништо не е случајно. Драга моја Сани, сега сме тука во центарот на Кичево. Инаку, ова е од тука па натака почнува старата кичевска чаршија. Тука има 50 метри само измодернизирано, нели, бетон плочки, а натака е кадрама секој постара. Значи тука е шемата, а после е чаршијата. Потом? Викам, тука е шемата, а после е чаршијата. Не може да се каже дека е тука шемата, некогаш беше тука беше еден од најпознатите кичевски дискотеки, Стефанов и така натака. А од тука нагоре се оди за познатото Китино кале. Кичевското кале, наречено Китино кале, по сестрата на крале Марко Кит. За жал, поради снегот, каливото време, не можеме да се качиме, ке не можем да ве одведам до горе. Ми е став да не паднеш и да не се сопнеш. Среќа моја, јас реков што имам малку снег, па ни мотор, ни покалево, нема да се Имаш среќа, да? Имам среќа, вака малца сега, но урбани затоа места ќе ме носиш сега. Ќе ве прошетам по старата кичевска чаршија, Добро. да видите како изгледа. Сега е урбанизирана, но има делови кои што се останати уште од тоа старо време. Има занечи, златари и така натаму, па Имаш ли можеби некој омилено место во овој дел каде што знаеш да си седнеш ете на кафенце, знаете што? чајче? Тука има едно место кое што ме врзува за моето детство, особено она детство кога имав 6-7 години, кога беше мојот дедо Арсо жив. Имено тој мој дедо имаше тука една берберница и најстариот и најпознат бербер Аце. Дедо ми ке не собереше сите ние неколку внуци што бевме околу него. И сите на бербер? И сите на бербер заедно, ке се почишавме и дедо ми и ние. Ке не честеше тој Так. едно стрижење, што викаме ние. А потоа тука во една стара кафана, стар ресторан, Слобода, ке не носеше на кебапи. А тоа беше за нас. Знаеш што беше? Настан, доживување. Па доживување, па едве чекаме еднуш во месецот. На стрижење. На стрижење, да. Едва чекаме да дојде време. По тој дедо Арсо ли се вика твојот син Арсени? Така, тој е крстен на мојот дедо Арсо, а јас сум крстен на другиот дедо, брат му на Арсо, на Спасен Силјановски. И не знам дали знаеш, во Кичево има и улица која што се вика Спасен Силјановски. Ништо одиме на таа улица. Ке ме носиш? Има интересна работа. Мораш да ми раскажеш Спасен Силјановски живее Дарко Стојановски. Леле. Мојот колега. Одиме, значи имам и добра анегдота. Одиме на Ова е улица. таа берберница што ти ја спомнав. Аха, тука доаѓавте на стрижење, така? На стрижење и потоа во ресторан Слобода. Тоа беше од левата страна, тука комплекс. Еден ресторан и тоа беше за нас еден огромен доживење. Доаѓаш со дедо, се стрижиш, па потоа одиш 10 кебапчиња, празник невиден. Значи сега одиме на улица Спасен Силјановски да го најдеме Дарко Стојановски. Ќе му бидејќи тој живее на таа улица, ќе му звониме на звонче. Е така. А таму ќе ви кажам една анегдота што ми се има случајно на таа улица кај Дарко Стојановски со тоа име и со тоа. Чувај за таму, знам дека денеска е пазарен ден, во Кичево има многу. Не знам дека има многу старници, извини, јас не можам да одолеам, одам нешто да се одберам, ти сакаш чекаме, сакаш доаѓај со мене. Ајде. Јас одам во да најдам некоја кооперација да се напијам пиво. Се гледаме. Кичево си има свое трофејно место – Китино кале, наречено по кнегињата Кита, сестрата на крале Марко, која живеела во дворецот на калето. Тогаш Кичево го викале и Китинград. Доминантната позиција над градот била подобна за споменици на личностите кои ги одбележувале епохите, кои се менувале како што се менувала и власта. Некои од белезите на Старо Кичево денеска не постојат. Километрите на легендарното вовче Кирчо, паркирано на станицата, сега се мерат во години минати од времето кога збрефташе по теснолинејката. Тоа од оздола, а калето од озгора, го зграбиле споменот од заборав, подсетувајќи не на заедничкиот пат
слободата и идеалите за кои безрезервно се гинеше. Горе во боровата шума се наоѓа алејата на хероите и спомен костурницата на народните херои од Втората светска војна, која во Кичевскиот крај однесе голем број жртви. Меѓу нив е и партизанот Спасен Силјановски, дедо му на нашиот амбасадор на добрата македонска песна, кој гордо му го носи името, затоа што крвта не е вода. Низ неа виори духот на предокот, како енергетски предзнак за наследството кое со аманет го носиме, но со должност чисто да го оставиме. Пред да одиме на кај Пополжани, моравме да застанеме овде. Не, пред да одиме по Пополжани, морам да однесам прво на ова место кое што ми е многу значајно, културно-уметничкото друштво Бисер, каде што сум ги поминал еден од моите најубави тинеџерски години. Буквално сум го прошетал поголемиот дел од Европа со ова културно-уметничко друштво како хармоникаш. Така кажа дека вчера нели на патување со ова културно-уметничко друштво ја запознај супругата. Ја супругата, така. Јас ако паметам се. Така, мислам дека ќе ги изненадиме сега. Ајде оди ти прв, да. Ајде, да видиме. Да не ги збунам јас. Тука се, пробуваат. Ајде. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, напред, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, imаме. Jedan, dva, tri, četiri, raz, dva, site napred. Vamo. Jedan, dva, tri, četiri, raz, dva, tri. Ovde сум, ова е пред 15-20 години. Jedan, dva, tri, četiri. Кога бев активен член во ова друштво. Едни од најбавите спомени би се тука и затоа не можев да не ве донесам тука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, раз, два, три. И се дариме на две страни, не се машки две там. Спасено, ова е улицата со името на дедо ти, така? Има две улички, Добра. кои што го носат името на дедо ми Спасен Сијановски. Ето име. Една е оваа, другата е паралелно со неа. Ние застанавме на оваа улица, бидејќи на оваа улица живее еден од моите колеги, Така. Дарко Стојановски, и секако неговиот чичко Билјан Стојановски за фамилијата Стојановци тука се. И затоа имаме анекдота да ти кажам. Па, врти се учи, цело време се врти муабетот околу Кичевското лоби. Не може, значи се држите. Знаеш како да ти кажам, морам анекдота. Или сакаш? Ајде го изненадиме да му звониме на. Да, мислиш дека е дома? Ја гледам дека колата е тука, сигурно и тој е дома. Ајде. Ќе му звониме, а? Па звони. Ајде да видиме. Ако не набрка сега. Кој? Тој ќе не покани на ракија. Викаш? На ракија е како нас. Звони. Ајде, кај си, мајка, бе? Ајде. Тука е. Изненадува има. Сурпрајз? Добре дојдовте. Добре, најдобро. Здраво, како си, Дарко? Добро е. Ајде повелете, ајде. Ја мислев, добро, ако ти кажевме дека доаѓаме, ќе се облечеш и во костюм подобро Ето вака. вам работа. Не сме за многу. Да. Шетаме по Кичево, правиме нели интересна емисија за градот, за Спасен и за Кичевското лоби. Не можевме да те одминеме. Плюс и живееш на улица која што го носи името на дедо му, така ми кажа. Да имаме доказ, ние Имаме за доказ. Покажи личната карта. Ајде, Гледај. Правда. Каде? Улица? Улица Спасен Сиљановски. Ми рече дека имате некоја интересна анекдота. Брзо да ми ја раскажете Знаеш сега. како? Доаѓам тука на гости за Свети Никола. Аха. Да не седиме наврат, да одиме дома ако сте, како вие. Не, ние може да те водиме тебе со нас. Не сме за гости ние. Доаѓаме тука на Свети Никола, на гости кај Дарко. Аха. Зимно време снег и доаѓаме со такси, треба да се одиме. И му викам на Дарко, повикај, викам такси, да се одиме дома. И сега Дарко, добро вечер до вечер. Едно такси, може, окей, за каде? Вика на улица Спасен Сијановски.
А кој е на телефон? За поточно ти, ова улица и ова нареднава се двете Спаси Силјановски. Кој е на телефон? Па вика поточно кај Дарко Стојановски. Пејачот да. Океј, а за кого е таксито? Вика за пејачот за Спасен Силјановски. Абе да, вика, не прете мајта би го затвора телефонот. И не ми дојде такси. Не дојде, не може да викне такси. Штабне после завивне се знаеме тука. Да. Си дојде такси, ама така една... Мислеа дека ова е некоја за фреквенција. Вистина коинциденција. Улицата Спасен Силјановски се јавува Дарко Стојановски, а треба да го возите Спасен Силјановски. На интересно. Ми кажа Спасен, нели, ете од вчера се дружиме, разговараме, ми кажа дека се држите и меѓу вас нема, нели, завидливост или не знам некаква љубомора, гледам дека и се дружите. Единствено се такмичиме во една работа ние. Кој може поеќе да испие пиво. Ние одиме на пиво, можеш да дојдеш со нас. Ке да дружиш на пиво? Ние одиме, рече дека имало некое место кај што сакал да оди да пие пиво и сега морам да го слушам ке ме носи. Мора да ги однесам на по едно кафе и едно пиво во пијано бар. Така. А обаче сите чекаме таму. Ке не извиниш вака што ти упанавне од Нема проблем, мило ми е, ја уште еднаш ве поканувам, идејте. Ја има и пиво, и вино, и ракија, вино домашно. На ракија ќе ги носам после во пополдневник. Ќе го запамтим ова, на враќање ќе поминем. Добар ден. Чао. Ајде, чекаме, те чекаме на пиво. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Дојдовме пред твоето, како ми рече, збиралиште? Па така едно наше музичко каче. Каде што се збираме ние музичарите и тука можете да слушнете наистина еден мастрав муавет од се по нешто. Ајде, одиме да слушнеме, да видиме. Да? Ке си пиеме кафенце, ке си наточиме пиво. Со тоа твое пиво, ја не знам како ќе ја завршиме емисијава ние до крај. Цел ден ми спомнуваш пиво, ракија. Повели? Благодарам. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Убаво пиво, во позадина Френк Синатра, убаво друштво. Ги сакаш овие песни? Многу. Уживам во овие песни. Знаеш да си подпевнеш некогаш така? Јас кога доаѓам од свирка... Чекај, продолжи. Кога доаѓам секогаш од свирка и кога сум така, знаеш, на презаситен македонски од општо народна музика, и додека возам, додека одам дома, си го пуштам радиото во кола и се слушам ваква музика. Ова зависи периодично, овој период сум заглавен на Френк Синатра. Ете, често нели си во автомобил, или кога, еве да речеме јас кога возам во автомобил, слушам гласна музика и тогаш некако не знам зошто ногата ми паѓа на гаста, малку ми се заглавува и знам да возам побрзо од што треба. Тоа зависи... Како си ти со... Знам да згазам и јас на патича, но тоа зависи од музиката што ја слушам. Да, па затоа и те прашам, да. Возам релаксирано, ако слушам она темпераментна музика, возам така и јас темперамент. Затоа слушам кога доаѓам од свирка ваква музика, нешто што ме релаксира, за да уживам и во возењето музиката. Гостина не се одолева, па нормално. Браво. А бас Сани ме праша, вика дали ќе дојде Дарко. Да, баш, а го прашав, викам ќе дојде Дарко. Ја ти одговори сигурно не пропушам, така че Не. на пиво го викам. Тоа го рече, да, точно. И викам, за друштво можеби немаше да дојде, но штом споменавме пиво, викам пиво нема. Рече, да, вика пиво нема да пропушти. Сакаш да ти наточам јас, Сани да ти наточи или да си порачам? Па знам дека знаеш да пиеш, за точење не сум сигурен. Толку парно дечко нека ми напомни. Што си сигурно? Сигурно. Ми кажа Спасен, еве морам сега ти да молчиш, значи. Ми рече дека се собирате во понеделници и тука паѓале нели мастрав муабети. Да. Озборувате, бакшиш, броите. Сега ајде нели нема да озборуваме, нема потреба.
го спомена бакшишот, јас не можам музичар да одолеам да не го прашам кој е рекордер за бакшиш. Не знаеме кој е искрен, знаеш. Се лажиме меѓу А себе. вие како рибарите? Се лажиме меѓу Некој себе. нешто да даде, тогаш веќе одма ќе кажеме демек слабо. Не, јас слабо поминам. Ако се запалиме веќе, замисли кој прва колку кажал. Работава кој има најголем бакшиш си дава во понеделник, така? Да. Таков е. Не во понеделник, си дават понеделник до петок. Ау. Цела недела. Значи не се исплати човек да се пофали. Па затоа се лажеме. Ако понема свиргили, ако нема некој, а некој бил веќе си одтерете се падне на Ќе си- тој да. што се имал свирка да речеме. Јас ако не сум пеел во сабота, а Дарко ако пеел, значи таа недела си пијам на негова сметка или обратно, или другиот и така натаму. Мора да се Тоа е традиција кај нас музичарите во Кичево. И вие како викате одиме на кафе и се думате на пивце. Па јас кога ќе порачам тука Не, пример, прво пиеме кафе. Аха. Значи си сме кафеџи, прво пиеме кафе и секој имаме, сега можем некој пат не, ако имаме некоја врска или повеќе кафе и сега уште едно кафе, ја не пием никога две кафиња, едно на сабајле, едно прик вечер да речеме и после вечер. да не се лажеме, јас директно на пиво одам. Ако порачам кафе, веќе знаат другарите, конобарите ми носат директно пиво. Ништо, ајде на здравје. Ајде, на здравје. Баш ви е убаво друштво и се надевам дека ќе ни се повтори дружбава. Yes, it was my way. Спасен ме запозна со некои твои нели адети и обичаи, ама јас знам дека кога се оди некаде на гости со празни раце не се оди. Точно така. Морам сега некој маркет кажува каде имам, молим те да одам нешто да испазарам треба. Имаш тука Макси Маркет во близина, Ајде, одам на јас. 30 метри. Не мрдај, одам јас. Најдобриот пријател кој постои за вас е оној кој ширум ви отвара врата. А еден таков другар крај патот, кој ве чека за да ви понуди буквално се од она што ќе ви затреба, ќе замислите и ќе посакате, е Макси Маркет. За секоја намера, план, празник, делник, кога треба подарок, состојка, мастрав, Макси е подготвен да одговори со најдобрата понуда, да изненади со изборот и да ве направи среќни. А среќата во кошничката е уште поубава и посладка ако се дели. По правило, кога изборот е богат, сметката пристојна, услугата срдечна и вкусот на намирниците секогаш тазе, тогаш значи дека довербата е оправдана, а пријателството цврсто. Затоа, пред да го запознаете градот, првиот прак е секогаш местото кое ќе ве прими и услужи, образот кој го остава главниот впечаток и го отсликува неговиот домакински манир. Спасен, да ми кажеше некој дека ќе седам пред кооперација, вака стилизирана, мислам, соодветна сум, нели? Па јас ти реков дека, окей, идеални се за предкооперација. Поздрав до Бубеини Бутик Резерв, како ме спремија за предкооперација, неверојатно. Идеална комбинација ти, верувај. Ова е местото кое што ми го кажа, нели, на почетокот на нашата дружба. Така. И си го исполни ветувањето и драго ми е Знаеш заради како, тоа. па нели јас ти споменав дека да не звучам нескромно, да не биде фалење. Секој ден сум во ресторани, во кафани и не само во Македонија, не во Европа и по цел свет. Секогаш ми било најомилено кога ќе се вратам во моето родно место, во моето село, кога ќе седнам пред кооперација, кога ќе се напијам пиво или месни нарезак со кашкавалчи со вегета, вака на гајба и со моите соселани, соседи, со граѓани и роднини така натаму во мојот роден крај. Тука си свој на своето, Свој така? на своето. Никогаш никој не треба да биде од она што е и да се срами од тоа што е. Тука нема глумење, нема нели Нема глумење. да внимаваш каков нели гест си направил, па дали некој те видел, дали нели си направил нешто што не треба, веројатно тука си нели најсреќен, најисполнет. Дефинитивно, тука се чувствуваш едноставно каменот си тежи каде што му е местото, Так. нели? Има на таква поговорка и така. Мене ми е најомиленото пиво кога ќе го пијам тука, во кооперација. Вчера ми вети дека тука и ќе ми запееш нешто. Да. Гледаш како си памтам јас. Прво мора да наздравиме. Ајде. Така? Ајде, денеска со пиво ни Со пиво. тргна. Значи Наздравје. ако Пази. не друго може да станам нели Пред кооперација се пие пиво без чаша и без ова. Директно од шише, нели? Леле, За да се навидиш на овие традиции. што не научив снимајќи емисии. Сладко.
Ке станам пиво пија. Гори Балкан, гори Балкан, во горна Дебарца, стари дејан свадба прави, свадба прави со зверови. Ако продолжувам да пеам, верувајте, цело село ќе стане и ќе не се придружат рука. Ќе треба да земеме гајба, не појдем да пиво. Ти благодарам за песнава. Не дека пробав од ова. Па ќе пробам. Ајде да видиме. Од што треба? Јас не сум многу помислила. Ај вака од Кашкавалчево. Мора би Со пивото заедно. морам. Можеш. Тоа така се прави. Отиди диета и вежбање и све. Нема тука во убавина, вака седиш. Здраво комши. Добро е. Повели на пиво. Ајде. Собери го, Да завршиме сега за 2 минутки. Не, јас частам денес. Јас, уживај. Чекај да те прашам нешто. Гледам сите те знаат овде те пречекаа со песна. Често ти вином полна ми устава, ама ме тераше да јадам и да пијам и не можам. Мора. Значи често на твоите профили на социјалните мрежи објавуваш фотографии. Ми се чини дека буквално цело село го имаш собрано кај тебе дома. Ти со хармониката пеете, се веселите. Тоа се така дружби без поводи или Без со повод. поводи? Тоа е дружба без повод. Кај нас секој ден или некој ти доаѓа, кога сум на село, пример, или некој ти доаѓа на гости или некаде одиш на гости. Има таа традиција, уште тоа традиционално дружење уште живее за среќа, но по руралните средини, за жал во градските средини, каде што сум во Скопје и така натаму, за жал го нема тоа. Но затоа јас секој викенд си доаѓам на село и си уживам во природата, во традицијата, во убавината со моите соселани, роднини, пријатели, сограѓани и така натаму. Спасен, едва чекам да ти ја видам куќата, да го видам казанот. Немој да ми даваш ракија, те молам, доста е денеска веќе. Ќе мора да ја пробаш уште таа. уште домашна тоа. ракија татко ми што ја прави. Ќе запјам на крај јас, така ми изгледа мене. Сливовица 61 степен. Ајде одиме. Да ги допиме пивата. Ајде. Ајде. Ајде ме траш. За ова. Ова големо село се наоѓа во областа Копачка, во јужниот дел на територијата на општина Кичево. Пополжани се смета за старо село во Кичевската котлина. Најпрвин се наоѓало во местноста Пилотец, на височина од околу 1000 метри, југозападно од денешното село. Ова христијанско огниште во Кичевскиот крај важи за мошно и храбро, бидејќи дало револуционери и партизани, бранители. Во поглед на околните села, се уште ја чува младината која успешно ги негува старите традиции. Неговото мало солено море е пополжанска атракција и природен феномен, извор кој е благодет за целиот крај. А стариот казан за ракија 150 години го клокоти најдобриот еликсир за сушата на душата. Тој го врти животот, муабетот, песната, ги збира и враќа своите млади фиданки кон корените кои не смеат да заборават, од каде ја собрале силата и убавината и која почва ги изродила во човечишта и браќа по уметност, занает и добра мисла. Ајде пукна пушка во гора зелена, ајде ми го убри девети. И конечно, драга мила Сани, се наоѓаме во моето најубаво родно село Пополжани Кичевско. Ово се вика конечно да дојдам во твоето Конечно си дојдам дома, Пополжани. па не знам од тоа не сум. Не, и јас конечно толку го зборуваме Пополжани, еве ми мене тука. Ова е Пополжани. Јас сега вака. Морам малку да те запознам со моето село. Апсолутно. Моментално се наоѓаме на сред село, каде што има извор со верувале или не со солена вода.
единствено на Македонија, кој што одржува константна температура од околу 7 до 8 степени Целзиусови без разлика дали е лете или зима. И затоа има кога е зима, кога е надвор температурата нели поладна, тој испарува. Бидејќи ја одржува нели температурата повисока од нула. Тој се наоѓа на средина во селото. А од десната страна на селото е реката Треска, таа е до мојата стара кујка таму, а од левата страна е Бржданска или Беличка река. Значи двете реки се соединуваат, се влеваат една во друга, поточно Бржданска река се влева во Треска, а тука е насреде на тој триаголник е село Пополжани, а насред село Пополжани се наоѓа овој прекрасен извор. Замислете каква убавина. И кога ќе погледнете на горе од селото, имате поглед од планини, ридови и едно прекрасно волшебство. Порано првото село, старото село Пополжани било таму горе, во планините, но со тек на време поради така почнале да се симнуваат поблиску и до градот, до градот, фабриките, така натаму. Селаните се преселиле во овој котлински, во овој полски дел. Покрај тоа што има реки, селото има и планини и поле. Од двете страни, и од источната страна и од северната страна има две огромни полиња, каде што селаните зрал сега не толку, но одгледуваат, се занимаваат со пољопривреда. Тоа ќе те прашував дали можеби и ти нели во дел од твоето детство со семејството нешто сте работеле. Додека сум во моите млади години, се сум работел, значи сум се занимавал со земјоделие. Сум косел, знаете, коса трева. Па затоа што и сега знаеш да се нели фотнеш што не знам лопата, па да секира моторно. Моите се тука, одгледуваат, работат и одгледуваат колку за себе. Така. Нели ова природни продукти. Знаете, друго е да купите патлижан од пазар, друго да се одгледувате дома и после е домашниот, така. Сакам да кажам дека јас потекнам од тука и душата моја е тука. Сакам да те само уште морам да го кажам и сакам да го кажам. Вие можете да имате дом или живеалиште во Париз. Никогаш не можете да живеете, да видите парижанец или во Мадрид или не знам каде. Вие сте тоа каде што ви е душата, каде што ви се корените, каде што се коските од вашите дедовци и прадедовци. Моите коски на моите дедовци и прадедовци се тука, во селото Пополжани, и мојата душа е тука. Без разлика што моето моментално живеалиште е во Скопје и така натаму. Јас својот мир го наоѓам тука, а ако можеме да го фатиме тој дел, кога ќе погледнеме на оваа страна, се гледа еден прекрасен пейсаж. Таму се наоѓа манастирот Света Пречиста Богородица. Така што ми кажа дека е твоето место, така. Моето духовно одморалиште. Ова село се наоѓа на атарот на тој манастир, на ваковско место што би рекле ние. Така сме и благословени од Бога покрај се друго. Сега сакам да те прашам уште нешто за изворов. Нели обично за вакви некои места кои што се нели специфични, има разни, не знам, легенди, па приказни нели преданија. Дали можеби е, не знам, лековит затоа што нели е специфичен бидејќи нема кај нас на друго место извор со солена вода и дали се користи водава за нешто? Се користи, како не? Ти мириса нозете? Па мислам дека не знам. Викаат дека кога ти мириса нозете, мислам може тука да ги олечам тука. Да, и повеќе никогаш нема да имаш таа. Колку степени рече дека е водата? Мислам од 7 до 8 така степени, константна таа температура. Па да пробаме, Па мислам дека може да пробаме. Ајде. Враќај се назад, после ќе се замрзнеш овде, кој ќе те носи по лекари? Уствари. Само да кажам. Ајде. За водици. Тоа ќе те прашам сега јас, да, дали се најголемите христијански празници кои што ние го славиме тука 4 дена. Водопост, машки и женски, ова машки водици, женски водици, кокошкини водици. Буквално 4. Какви се тие водици и кокошкини? Страшно нешто е тоа. Убавина. И живееме за тие денови. И тука се вие викате се бањаме, ние викаме се капиме. Така. На водици, значи тука, новите кумови со крстовите, со тие котлињата на рисова, со крстот, влегуваат тука и тоа е хаос. Музика од страна свири, сиот народ е тука и внатре кумовите се капат и се разбира сите оние кои што сакаат, кои што ја чувствуваат таа атмосфера, кои што сакаат да влезат во тоа место,
се Кажи ми, си го фатил ли некогаш крстот? Мислам, дали си скокал, нели? го фатил. Да? Секоја година го фаќам крстот. Зашто само ти скокаш? Кај нас викаат ако се опијаниш го фатив крстот. Малку иронично ти го кажам. Па добро, не знаев, јас па мислев дека стварно дали си Ние не го фрламе типично да го фрлиш крстот за да го фатиш. Добро? Ние си го предаваме крстот од кум на кум секоја година. Кумството значи Кумството се предава, така. И се новиот кум кога ќе оземе крстот, по традиција си влегува тука и се капе. И немаш проблем, си влегуваш и се капаш. Немам проблем. Влегуваш. Ти си челичен, затоа јас реков карпа човек. Не само јас. Верувајте ме, досега тоа е традиција. Да, не се случило некој да се стотици, не знам години. Сите влегуваат тука на минус 10, на минус зависи од тоа е нели овој зимно време, ладно време. Досега не се случило некој да се разболи или да се прелади или да има некаков проблем од таа вода во тој период. Кажи ми, бидејќи сметај нели во твоето родно место, какво дете беше? Палаво, но интелигентно. Не се ни сомневав дека си хиперактивно. Да? Така ми вика мајка ми дека сум бил јас. Не памтам. Кога ќе направеше некоја белја паѓаш или ќотек? Па мајка ми никогаш ме нема истепано, татко ми има удрено еднаш кога запалив цигара, бев четврто оделение. И си изеде ќотек? Да. Најдов цигара, ја запалив цигарата и пикавецот го фрлив во веце шолја. А нели тој не пропаѓа внатле? И те фати на дело. Не фати на дело, ме здробиот ќотек. Ајде да го прашаме татко ти сега. Одиме да го прашаме. Ајде да го прашаме. Ајде. Драга мила Сани, како што ти ветив, добро дојде за добро дојде во мојот дом, ке те почестам со најубавиот пијалок на светот, а тоа е домашна сливова ракија од 61 степен по градус. Лично јас и татко ми ја имаме ова печено во нашиот казан стар 150 години. Тоа што ми раскажа ти казната уште Така. Значи, кај да сум, не знам каков пијалок да ми нудат, не знам какво виски или не знам што. Ако имам ваква ракија до мене домашна, се другото е небитно и во втор план. ова ракија лечи се. Лечи се. Што давај уште по еден лек денеска, ти не да ме олечи мене и бубрези ми олечи. Ајде, да ја пробаме. Сега и за циркулација, ајде дај да пробам уште од ова и не боли главата. не знам што ќе до крај кој знае што ќе се случи, до крај на не тато сум на снимање. многу некогаш луд, затоа што ја користи и за после бричење. Му викам, немој да ми го трошиш најскапоцениот кој пијалок за... Ќути, среќа мајка ти што не брише и прозори со ракијава. Ова е нешто, да. Среќа, јас да ти кажам, прво мислев дека ракија само за бришење прозори, пред да научам да ја пијам. Сани, верувам дека ќе ти се допадне. Ајде, ќе ме лечиш може? сега. Може. На здравје. Ајде, на здравје. За многу години. На здравје. По полжанска кичевска ракија сливова. На здравје. Ау. Мелем. Нели? Не сум сега нели некој познавач на ракиве, ама ми има она ја има убава нота овошна. Се познава дека е домашна убава ракија, дека не е нели мешана со Чисто природна ракија, извадено етилалкохолот и тие сите отрови од незе, без никакви хемикали, чисто природно. Рече татко ти како беше за после бричење ја користи, мајка ти може за после за Ја му се прозори. викам, немој да ми ја трошиш. Едно шише да пробам да ги чистам и јас дома прозорците со ракија. Договорено. Не, за прозорци не ја давам ова. Се така што да ти речам дека ќе ја пијам, срамота е. Не е така да се најде за лек дома, за грло, за нешто. Така, ова за циркулација. ова не е за гледачи под 18 години, само да знаете. Ајде сега да те вратам малку пред, ми кажа дека кога си бил мал, ќотек си изел од татко ти затоа што си Еднаш направил. во животот имам изеден. Така, значи таа случка. Еве нека каже тој зошто. Сакаш да пуши цигари. На мали години учек. Пред четврто деление. Така нешто и го фати па мало така. Малку. И затоа не пуши ден денеска.
И ден не пишам цигари, да. Знам дека, нели, овде во оваа куќа, освен стариот казан, тука ти и првата хармоника, која што, нели, ја споменавме веќе во дел од разговорот. Тоа ми е првото хармониче која што ја чуваш како сувенир, така? така? Хармониче, тоа си го чувам како сувенирче, еве го тука, на која што ја научив првата песна. Таа прва песна беше Таки даскалот. Така. Верувајте, таа песна да ја свираме научи татко ми, а иако тој не знае да свири. Замислете кој парадокс. Тој не знае да свири, а ме научи мене да свирам. И јас не знам како. Рече, мислам, ми кажа дека, нели, татко ти никогаш не се бавел со музика и со пеење, ама дека кога сте дома собрани, нели, сите заедно или кога имате некој повод заедно и знаете да си и запеете. Секогаш што го правиме и кога немаме повод, ние пееме без повод, нели? Самите така ќе седнеме по некоја ракичка пред ручек и така натаму хармониката пееме, но јас ми е страм да го покажам пред јавност како пее, ќе ми го земе за најдот, побаво пее од мене. Ама сега мора да испеете. Публиката ќе го барам него наместо мене. Сега ќе испеете една, мора. Па јас Не да друго, на крај сме на емисија, па не може да ти ја земе славата, веќе снимивме. Мислиш? Па нема шанси сега Добро готово. да пееш ги. Нема шанси готово, на крај сме. Ајде една, запејте. Некоја желба? Зато знам дека нема да ти оди без раки, слободно напише, иако снимат. Да се отвори грлото, ние знаеме како да ти работи. Болен лежи млад Стојан, болен лежи ке умре, над глава му младата невеста, смашко дете на раце. Солзите и капат постојано во лице. Стојан се подразбуди на невена и вели: Ој невено, ти млада невесто, што ми ладиш лицево. Дали ситна роса подросува, il se sitni дождови. Гранд Пек, грандиозно добар и неповторлив вкус на вашата трпеза. Смрзната, домашна вртена паница од Гранд Пек. Во два вкуса. Одбери сирење или спанак, одмрзни печи и наврати се кон традицијата. Нови семени спомени со Гранд Пек. Здраво! Кога готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кајгана, абе цело време или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Од собствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи. Кози јогурт, козјо кисело млеко, козјо сирење и козја сурутка. Кози производи за здраво детство, силна младост, среќна старост. Кога готвам стално имам некоја дилема. Абе цело време или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин.
Тука нема или, само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Спасан, со татко тебе пење во добро ви оди, со мајка ти, нели, сте погодени со правењето на песниве. Дали некој од твоите деца покажува талент за музика, дали можеби, нели, се обидуваш некако или ти да им наметнеш таа љубов кон музиката? Двете деца покажуваат интерес за музика. Постариот машкото, веќе го носам на часови по музичко, кај еден од најдобрите хармоникаши во Македонија, па и пошироко Мишо Трајковски. И сега не сакам да му наметнувам со сила, да го терам да вежба и така натаму, оставам на неговата желба, инспирација, кога сака тој да свири, кога сака да вежба. Нели знаете, тоа сега во тие години, 8 годинки има, го интересира повеќе играње, интернет и така натаму, тие PlayStation, но покажува интерес. Ќе видиме како, јас ќе видам презадоволен и горд и желбам е да го наследи мојот талент. Барем да не мора да биде екстра, нешто професионалец, но да има некој основен занат, базично да ја позна музиката. Бидејќи нели пред ручек рековме оди Ракиичево ни е при крај, значи ќе мораме и овде да го привршуваме муабетот. Сакав само да те прашам, ако треба да бираш, нели, или да го вратиш животот наназад, дали би го избрал истиот пат или можеби ќе останеше да бидеш она што сакаше своевремено? Затоа што, нели, не знам дали, веројатно јавноста знае, можеби повеќето, нели, можеби и не знаат, ти пред да се бавиш со музика, тргна по малку поинаков пат. Ајде, брзо кажувај. По каков пат? Сакаше да станеш војник сега, ајде, затоа имаш и ваква дисциплина, ајде, па јас ли да откривам се открити нешто? Јас веќе бев војник, работев 4 години во униформа и во елитни единици и така натаму. Но тоа е минато, тоа беше еден период каде што мораше да искористам мојата психофизичка состојба, борба за екзистенција. Таква беше ситуацијата во општеството, а од секогаш сум сакал да се занимавам со музика. Нели на 6 години, на 5 веќе сум се учил да свирам и да пеам, тоа било од секогаш мојата љубов. И од секогаш како да знаев дека на крај ќе бидам она што сум денес, дека ќе бидам интерпретатор, она што пејач на македонска народна музика и да треба повторно да го вратам времето. Имаме една песна "Ајде да се врати времето". Повторно ќе се занимавам со истото. И сега ти си најдобар фитнес, како да те наречам? Па не сум, имам стомак сега. Да, ама колку имаш награди добиено? Од пивото ми е, знаете. Колку награди имаш? Па во 2008 година бев второ место во Македонија, второ место. Добро. За најубаво тело за фитнес. Значи ти имаш најубаво тело меѓу фолкерите? Сега немам. И најубав фолкер си меѓу тие овие фитнес таму, нешто е така некако. За себе не можам да зборам. А дека сум Ама си имаш диплома сега, па помеѓу фитнес, овие фитнес најдобар пејач. Дека најдобар пејач сум, да, окей тоа. А дека сум најубав помеѓу фолкерите, не. Не ми е битно тоа, веќе сега сум вложен, знаеш. Абе, работава да ме готово, стар си, пропадна сега, ајде. Сум стар, но... Ајде, едно живели и одиме да го... Многу ме прашуваш некои работи кои што... Не треба. Не смеам да ги кажам, сопруга да слуша зад врата ми. Ана, не слушај, не гледај. Да. Спасен, ти благодарам од срце што беше олку добар домакин, ме измори, ама искрено цело ова искуство навистина вредеше. И ќе ти повторам уште еднаш, многу ми е жал што и порано не ја прифатив поканата да дојдам во твоето родно Пополжани. Кичево, нели, го сакаш, рековме тоа, го заклучивме, меѓутоа ова е твојот дом, тука ти е срцето, тука ти е душата, затоа и јас еве од срце ти благодарам. Задоволството беше и моје, ви благодарам и јас на вас
што бевте мои гости. Се надевам дека на публиката и прикажаме нешто кое што досега не го видела како и за градот, така и за моето родно место, така и за мене. И жал ми е што немаме повеќе време, бидејќи имам навистина уште многу работи кои би сакал да ви ги покажам, но се надевам дека имаме и друга прилика. Види, ќе направиме ние цел серијал, доста работевме, ајде малку да уживаме. Се разбира се. Ајде. На здравје. На здравје. Jasna pernica, che ti dovidam, večer otvori, ljubo što ti nosam, che ne izgleda.